драги слушателки, мило ни е што ја слушате оваа епизода од програмата Жени со надеж. Јас сум Нена и во денешната епизода ќе продолжиме да размислуваме за менталното здравје, односно за разните психички нарушувања, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика. Целта е да обработиме барем дел од овие нарушувања, за да ве едуцираме и информираме. Се разбира како и досега, секоја тема ќе ја погледнеме од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме скапоцени, сакани и вредни во Божите очи. Темата на денешната епизода е една диагноза која е позната под неколку имиња. Например, хиперкинетско нарушување или синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, или на англиски ADHD. Ке размислуваме за тоа како ова нарушување се пројавува кај децата и возрастните. Со нас е Моника, која ќе зборува за научниот аспект на оваа диагноза. Моника, кога за прв пат е забележана оваа состојба? Хиперкинетичкото нарушување или синдром на дефицит на внимание и хиперактивност е препознаен како медицински ентитет кон крајот на 19 век, но не се имињата кои денес се нарекува. Најраните описи на симптомите, слични се на оние на ADHD, за прв пат се јавува во делото на британскиот лекар Сер Џорџ Стил во 1902 година. Тој во своите дела пишува за деца кои покажале импулсивно однесување, потешкотија во концентрацијата и намален капацитет за учење, но сето тоа го припишал на моралниот дефект или недостаток на дисциплина. Во текот на 20 век научниците продолжиле да ги истражуваат овие симптоми и да имаат подобро разбирање за нив. Во 50-те и 60-те години од минатиот век ADHD бил препознан како невролошко нарушување, но бил познат под името хиперактивно нарушување или нарушување на вниманието. Околу 80-те диагнозата го добила терминот нарушување со недостаток на внимание, а подоцна диагнозата го добила името со кое се нарекува до ден денешен. Да сумирам. Симптомите се забележани во почетокот од 20 век, а потоа разбирањето на самото нарушување се развило низ годините, со клучен напредок во 80-те и во 90-те години од 20 век. Кажи ни, како се диагностицира ADHD? За да се диагностицира оваа состојба, треба да има присутни 6 симптоми на невнимание или барем 6 симптоми на хиперактивност и импулсивност. Исто така е потребно симптомите на невнимание, хиперактивноста и импулсивноста да траат најмалку 6 месеци и да се во несразмерно со развојниот степен. Некои од овие симптоми се јавиле пред 7-та година од животот. Некои оштетувања кои се последица на симптомите да се манифестираат во 2 или повеќе средини, например домашна, училишна, работна. Исто така мора да постојат јасни докази за значително нарушување во социјалниот, академскиот и работниот контекст. Кои се симптомите на оваа состојба? Ева неколку симптоми на недостаток на внимание кај една личност, значи не обрнува внимание на деталите или прави грешки поради немарност на училиште, на работното место или во други активности. Има потешкоти да го одржи вниманието при извршување на некоја задача или при играње некаква игра. Се чини дека личноста не слуша кога некој се обраќа, не следи упатства и не ги завршува школските задачи, домашните обврски или задачите на работното место, но тоа не е поради бунтовност или недоволно разбирање. Избегнува, не сака да ги или одбива задачи кои подразбираат подолг ментален напор, ги губи нештата потреби за исполнување на некоја задача или активности, пример играчки, школски прибор и слично. И сметаат надворешните влијанија, ги заборава задачите кои се дадени. Симптомите на хиперактивност вклучува често ги тресат, мрдаат рацете или нозет или се вртат на стол или на седиштето. Стануваат од столот во училницата или на други места каде што се очекува да останат на местото. Претерано трчаат или се качуваат во ситуации во кои тоа е несоодветно кај адолесцентни или возрастни.
ова може да биде ограничено на субјективно чувство на немир. Често имаат потешкоти мирно и тивко да играат или да извршуваат слободни активности, често претерано зборуваат. Ке набраам и 3 симптоми на импулсивност кај луѓето во оваа состојба. Често истрчуваат со одговорите пред да биде довршено прашањето. Често имаат потешкоти со чекањето ред, често ги прекинуваат или ги попречуваат другите, например, упаѓаат во разговор или игра. Моника, колку често се појавува АДХД кај децата? Денес се смета дека 3 до 5% од децата во школска возраст имаат симптоми на АДХД, тоа значи дека во училница од 30 ученици 1 или 2 деца имаат АДХД. Исто така студиите покажуваат дека АДХД е 2 до 3 пати почест кај момчињата отколку кај девојчињата. Сваќам. Добро, а кој е главниот причинител на АДХД? До ден денешен причината за АДХД е непозната. Многу родители често се прашуваат каде погрешиле во воспитувањето, но тие не се причината за таквото однесување на детето. Се смета дека причината за АДХД е биолошка, а не развојна. Поради одредени истражувања, експертите сметаат дека причината за АДХД е генетско наследство, но се уште не е пронајден соодветниот ген кој би можел да биде причина за АДХД. Денес се почесто се зборува за присуството на оваа состојба и кај возрастните. Да, од ова нарушување не патат само децата, туку и возрастните. Многу од возрастните не се ни свесни дека го имаат ова нарушување, само знаат дека секојдневните обврски задачи може да им представуваат сериозен проблем. Иако не постои универзален тест за дијагностицирање на АДХД кај возрастните, сепак дијагностичката евалуација може да помогне, а истата е достапна кај здравствените работници кои се занимаваат со менталното здравје. Ако забележувате дека постојаното доцнење и целосната неорганизираност ве спречуваат во секојдневниот живот, можеби ќе ве охрабри фактот дека оние нешта може да бидат знаци за присуство на АДХД кај возрастните. Иако овие нешта може би повеќе ви сметале во функционирањето кога сте биле дете, сепак симптомите и однесувањата поврзани со АДХД може да се појават и значително да влијаат во зрелата доба, правејќи ги секојдневните предизвици уште потешки. Ова се некои од најчестите знаци на АДХД кај возрастните. Неорганизираност. Возрастните со АДХД често се соочуваат со предизвици во организирањето и управувањето со времето. Било да се работи за доцнење на состаноци, заборавање на обврските или губење на клучеви, зачестеното повторување на ваквите сценарија може силно да влијае врз долгорочните цели на поединецот. Освен тоа, лицата со АДХД во својот приватен и професионален живот често имаат предизвици со следењето на задачите и проблемот со одредувањето на приоритетите на логичен начин. Недостаток на фокус. Возрастните со АДХД често доживуваат потешкоти во одржувањето на вниманието, што може да резултира со намалена продуктивност на работа и за време на учењето, а истовремено може да го отежне и градењето односи во зрелата доба. Ова деконцентрација може да биде внатрешна, односно мислите да лутаат или надворешно, лицето да се насочува кон нешто неважно од околината. Поради тоа, лицата со АДХД може да имаат потешкоти со исполнување на задачите, често менувајќи ги активностите без претходно да го завршат започнатото. Неспокој и тешкоти. Желбата на лицата со АДХД постојано да се движат и да прават нешто може да ги доведе до фрустрација кога нешто не може да се направи веднаш. Тоа води до немир, што последователно може да предизвика фрустрација и анксиозност. Анксиозноста е многу чест симптом на АДХД кај возрастни и физичките знаци може да вклучуваат тапкање со рацете или нозете, често преместување и неможност за мирно седење, како и многу често движење. Чести промени во расположението. Животот со АДХД е предизвикувачки и изгледа како емоциите на личноста постојано да варираат. На лицата со АДХД лесно им станува досадно и имаат тенденција да бараат нешто што им предизвикува возбуда.
Кај нив малите фрустрации може да изгледат поголеми отколку што реално се и предизвикуваат депресија и чести промени во расположението. Хиперфокус, лицата со АДХД честопати лесно го губат вниманието, но од друга страна може да имаат и нешто што се нарекува хиперфокус. Ваквите лица често толку многу се задлабочуваат во нешто што може да станат несвесни за својата околина. Ова претерано фокусирање придонесува лесно да го изгубат чувството за време и да ги игнорираат луѓето околу нив, што може да доведе до неразбирање во односите и во комуникацијата со остатокот од светот. Предизвик со управување на времето. На возрастните лица кои имаат АДХД понекогаш им е тешко ефикасно да управуваат со времето, па затоа може да ги одложат задачите, да доцнат на важни настани и да ја игнорираат секоја задача што ја сметаат за здудавна. Минатото и иднината често се занемарени, бидејќи за лицата со АДХД најважна е сегашноста. Импулсивност. Импулсивноста е клучен аспект на АДХД, кој значително влијае врз секојдневниот живот на лицата со ова нарушување. Лицата со АДХД често се соочуваат со предизвикот да носат брзи одлуки без детално да размислат за последиците. А таквото импулсивно однесување може да има сериозно влијание врз меѓучовечките односи. Склоноста кон импулсивно однесување може да го зголеми ризикот од различни форми на зависност, вклучувајќи импулсивно купување, прејадување или употреба на супстанции со цел да се справат со предизвиците. Негативна слика за себе. Лицата со АДХД кои често се соочуваат со предизвици со концентрацијата, може да развијат високо ниво на самокритичност. Недостатокот на внимание може да доведе до чувство на помала вредност и неспособност за постигнување на долгорочните цели, што дополнително ја подкопува нивната самодоверба. Потешкотиите со одржувањето на вниманието и импулсивното однесување може да предизвикаат недоразбирање во меѓучовечките односи. Недостаток на мотивација. Иако се чини дека лицата со АДХД се подготвени да направат се одеднаш, тие исто така може да се чувствуваат и немотивирано. Ова вообичаено се забележува кај лица кои често ги одложуваат своите професионални или приватни обврски и го ставаат извршувањето на задачите за подоцна. Кај нив промената на интересите и брзото губење интерес може да предизвикаат прекини во професионалниот и личниот развој. Замор. За заморот кај возрастните со АДХД постојат неколку причини, вклучувајќи ги хиперактивноста, проблемите со спиењето, напорот за концентрација и несаканите ефекти од лековите за АДХД. Која и да е причината за заморот, тој може уште повеќе да ги влоши потешкотиите поврзани со концентрацијата. Негрижа за физичкото здравје. АДХД може да доведе до тоа лицето да го занемари своето физичко здравје. Симптомите на АДХД кои може да влијаат врз способноста за одржување на физичкото здравје вклучуваат неорганизираност, емоционални грижи, импулсивност и недостаток на мотивација. Стресот и анксиозноста исто така играат улога, а како резултат на занемарувањето на физичкото здравје може да дојде до престанок на земањето важни лекови, отсутство на каква била физичка активност, како и компулсивно, неурамнотежено јадење и лоши прехранбени навики. Тогаш, како се лечи ова нарушување? Најдобри резултати во лекувањето на деца со АДХД се постигнуваат со истовремена примена на различни психосоцијални и психоедукативни пристапи и соодветни лекови. Секогаш треба да се започне со психосоциоедукативни пристапи и само при јасна клиничка индикација и исклучиво под контрола на лекар може да се дадат и различни лекови. Постојат и алтернативни пристапи за справување со оваа состојба. Значи, загриженоста на родителите за можни негативни и недоволно истражени несакани дејства од лековите, како и неефикасноста на лековите кај дел од децата, доведе до обиди на родителите и други членови на заедницата да превземат поактивна улога во третирањето на симптомите на АДХД. Иако постојат различни алтернативни методи за лекување на АДХД, нема контролирани клинички истражувања кои ја потврдиле нивната ефикасност.
Најпозната е фајнголдовата диета, кај која од исхраната се исклучуваат салицилатите, вештачките бои и адитивите. Се препорачува исклучување на шеќерот, кравјо млеко и газираните пијалоци од исхраната. Според оваа диета, корисни за конзумирање се витаминот B6, цинкот, мултивитамините и омега-3 масните киселини, како и благите стимуланси кофеин и теобромин. Некои истражувања за третманот неурофидбек укажуваат на можности за позитивно дејство врз симптомите на АДХД. За цените на когнитивните вежби и техниките за обликување на однесувањето се користат и многу различни невролошки техники, а повеќето од нив се компронирани во компјутерски програми кои им се интересни на децата. И една од поновите програми во овој дел од светот е EduFeedback, технологија за вежбање на одржувањето на внимание, наречена Play Attention. Драги слушателки, еве не во вториот дел од нашата епизода. Во првиот дел зборувавме за АДХД и долго му се молевме на Бога да ни покаже на кој начин да го поврземе АДХД со Библијата, со оглед на тоа што АДХД како медицинско нарушување специфично не се споменува во Библијата. Но сепак постојат принципи и учења засновани на верата кои можат да се поврзат со предизвиците со кои се соочуваат лицата со АДХД, како што се проблемите со концентрацијата, контролата на импулсите и хиперактивноста. Во овој дел ќе разговараме со Сандра, која ќе ни даде светописна перспектива за трпението, самоконтролата, дисциплината, нашата несовршеност, како и улогата на Бог и заедницата. Еве неколку библиски принципи кои може да бидат важни и релевантни за личностите кои имаат АДХД. Трпение и упорност. Библијата често ја нагласува важноста на трпението и упорноста, што може да биде корисно за личностите со АДХД, кои се соочуваат со предизвици со одржувањето на вниманието и контролата. Например, во Галатјаните 6:9 пишува: Кога правиме добро, тоа нека не ни биде здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме ако не се измориме. Во Јаков 1 глава 4 стих читаме: Трпеливоста пак нека биде совршено дело, за да бидете совршени и целост, без никаков недостаток. Но трпението не се добива преку ноќ. Божјата сила и добрина се клучни за развојот на трпението. Во Светото писмо јасно ни се вели дека Бог е оној кој ни дава сила да бидеме трпеливи. А во Јаков 1, од 3 до 4 стих читаме дека токму неволите во животот се еден вид на тест преку кој Бог сака во нас да го гради трпението. Контрола на импулсот и самодисциплина. Самодисциплината представува доблест поради која можеме да владееме над себе и поради која имаме поттик да продолжиме да го правиме тоа што треба, без разлика на емотивната состојба во која се наоѓаме. Тоа е доблест која на умот му дава надмок над емоциите. Сите ние сме подложни на емоции кои или го поддржуваат или го спречуваат нашиот напредок и благосостојба. Самодисциплината ни помага да владееме над емоциите, односно ни помага да не им дозволиме на негативните емоции да бидат наша водилка и така да постигнеме добри резултати на работното место, на училиште, со здравието, меѓусебните односи и така натаму. Ако ја придобиеме и негуваме оваа доблест, ние ќе можеме со леснотија да ги завршуваме дури и оние задачи кои можеби ни предизвикуваат непријатни чувства. Во Светото писмо се зборува за важноста на самоконтролата и дисциплината, нешто што е навистина тешко за луѓето кои имаат АДХД. Во Галатјаните 5 глава од 22 до 23 стих пишува: А плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Овие стихови ни покажуваат дека токму Светиот Дух е изворот на самоконтролата. Затоа, ако ви е потребна да ја имате, би ве охрабрила да ја бараме од Бог и ако барате со вера, тој ќе ви даде. Разбирање на Божјата љубов и прифаќање на сопствените несовршености.
Библијата не подсетува дека никој од нас не е совршен и сите имаме свои слабости. Личностите со АДХД, кои можеби се чувствуваат фрустрирано поради своите предизвици, можеби ќе најдат утеха во Божјата љубов и прифатеност. Во 2 Коринтијаните 12 глава 9 стих, апостолот Павле пишува за своите слабости и лекцијата која научил од истите. Тој вели дека во неговите слабости Бог му рекол: ја имаш мојата благонаклоност и тоа ти е доволно. Мојата сила најдобро се забележува во твојата немоќ. Кога се соочуваме со своите слабости, добро е да се надеваме на Бог, бидејќи тие околности се добра прилика Божјата сила да се јави во и преку нас. Помош од заедницата. Во Библијата исто така се зборува и за значењето на заедницата и меѓусебната помош, што може да биде корисно за лицата со АДХД кои се соочуваат со предизвици кога станува збор за меѓусебните односи. Поддршката на семејството, пријателите и црковната заедница може да игра клучна улога во животите на лицата со АДХД. Во Галатјаните 6 глава 2 стих апостолот Павле пишува: носете си го товарот еден на друг и така ќе го исполните Христовиот закон. Во Евреите 10 глава од 24 до 25 стих читаме: и да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнуваме кон љубов и добри дела, не изостанувајќи од собранијата како што некои имаат обичај, туку да се поучуваме еден друг, и тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближува судниот ден. На крај сакам да заклучам дека иако состојбата наречена АДХД не е директно спомната во Библијата, сепак библиските вредности, како што се трпението, самоконтролата, љубовта и заедништвото, може да им дадат поддршка и практична помош на лицата кои се соочуваат со предизвиците на ова нарушување. Библијата не повикува да се соочиме и да ги прифатиме своите слабости, но и преку духовна дисциплина и заедништво да се трудиме да ги надминеме предизвиците и да растеме и напредуваме. Драги слушателки, дојдовме до крајот и на оваа епизода. Доколку некоја од вас го има овој проблем или познава некој кој го има, би сакале да ве замолиме да не се борите сами со него. Побарете помош од соодветните институции во нашата држава и ви посакуваме во целиот тој процес Бог да ви даде сила и начин како да се справите со целата ситуација. Доколку сакате да споделите некаков коментар со нас, можете тоа да го направите на нашата имейл адреса zenisonades@gmail.com. И се разбира, можете да не следите на нашите Facebook и Instagram профили, кои ќе ги најдете под името Жени со надеж. Се надевам дека ќе ни се придружите и во следната епизода. Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.